Енергетската криза го зголеми загадувањето во воздухот. Поради нормното покачување на цената на дрвата, струјата и пелетите, граѓаните бараат поевтин начин како да се затоплат оваа зима. Тешко е да се каже колку од нив ќе користат горива кои што ја загадуваат животната средина. Но познато е дека голем дел од граѓаните, поради високите цени, не успеаја да купат дрва, па за да се стоплат би можеле да користат се и се што. И експертите се категорични дека енергетската криза задолжително ќе влијае на зголемувањето на ПМ частичките во воздухот. Сите градови покажува кога е стабилна атмосферата екстремни пикови на загадување, што значи дека имаме многу повеќе емисии отколку што сме имале минатата година. И дефинитивно причината е енергетската криза, односно промената на горивата кои што го користи населението. Во Скопје веќе се диши токсичен воздух. Деновиви во Охрид мерните станици покажале ПМ частички над дозволеното. За среќа Штип нема голем проблем, а тоа се должи на самата местоположба на градот. Единствено решение во обновливите извори на енергија и промени во системите за грејење, смета Мираковски. Со оваа енергија и со цените на енергија ќе треба да се справуваме и во наредниот период. Јас се надевам дека решенијата, поголемите инвестиции во обновливи извори ќе донесат некакво стабилизирање на цените, па ќе можат луѓето побезбедно и понадолг рок да ги планираат и начините на грејење, а и со тоа да се заштитат и себе си и средината во која живееме. Минатата зима Скопје беше во првите 10 најзагадени градови во светот. Често пати се случуваше податоците од мерните станици на квалитет на воздух да го рангираат на прво место, а веднаш после него да бидат Дака во Бангладеш и Њу Делхи во Индија.